Добро вечер, почитувани гледачи. Оваа е емисијата Отворено на тема со господинот Ердоган Сарач, председател на Движењето за национално единство на турците во Македонија. Доколку имате прашања во Отворено на тема за господинот Сарач, можете да се јавувате на добро познатите телефони 032-612-313 и 032-612-314. Значи, можете да поставувате прашања. Господине Сарач, добро ни дојдовте во емисијата Отворено на тема. Не гледа цела Источна Македонија, бидејќи сме регионална телевизија. Имате неколку пати гостувано во телевизија Ирис, порано како пратеник, како председател на партијата. Сега, денеска бевте во обиколка на Карбинскиот регион. Зошто? Јас пред се сакам да ви се заблагодарувам и затоа што ми дадовте на ваква прилика да се обратам пошироко во регионот, затоа што и во Штип, и во Карбинци, и во Радовиш, дури и во Струмица, вашите емисии се навистина добро гледани и од информативен карактер, локален, навистина представуваат регионален, представуваат вести со кои турците не може секој ден да бидат почестени. Од тие причини јас навистина ви се заблагодарувам и по секој момент сакам да ги поздравам сите гледачи покрај малите екрани, да ги поздравувам и да се надевам дека навистина ќе можам нешто да информирам во врска со турците во Република Македонија, особено за прашањето кое вие поставивте. Видите, Карбинци е едно специфично подрачје, едно јуричко подрачје. Таму, не само тука, во целиот регион, турците се многу лојални. Граѓани многу искрено, честно работат и сакаат својата професија, преку својата професија да заработат за животот, да можат да опстанат на овие простори. Меѓутоа, за жал, секојаш државата не оди во прилог тоа што го прави, го чини за овие турци и за жал, навистина состојбите се такви да не можеме да се фалиме. Тоа навистина е доста заостанато. Каква образование има? Па не видите, немаме некој образовен процес со кого можеме да се фалиме. Например, цело време владата се фали дека секаде има компјутери, таму децата не знаат што е компјутер. За разлика, провери во неколку места, завршениците од прво до четврто дене не знаат таблицата за множење. И се исклучени од општествено-политичкиот живот, едноставно, општествениот живот, да речеме политичкиот, нели? И преку наставниците не се востојуваат да можат да носат конкуренцијата со македонци или со албанците во земјата. Значи, и квалитетот на наставата не соодветствува како што навистина Министерството налага да има критериуми и да добијат образование на кој начин тие ќе можат да опстанат во животот. За жал, тоа не можеме да збориме. Таму во тој регион, ете во Карбинци, да речеме, имаме несоодветни стручни лица кои предаваат на нашите деца, а од друга страна имаме... Сакате да кажете наставници без соодветно образование? Проверивме, имаме текстилни техничари предаваат, со средно училиште, меѓутоа имаме доста завршеници. Баш од Штипскиот факултет, од катедрата за турски јазик и книжевност, завршеници, одлични ученици кои се во многу подобра ситуација и се разбира и образовани кадровски така да речеме образовани да можат континуирано да го носат товарот што може да даде наставничкиот програм тука. Исто така, од друга страна, бидејќи за жал заостануваме и во изучувањето на сопствениот мајчин матерни јазик, турскиот јазик, тие се навистина стручни, оспособени и формацијски можат да одговарат на сите задачи што ќе бидат поставени со програмите на Министерството за образование. Во последно време имаме навистина еден не така позитивен чекор напред, меѓутоа тоа е недоволно, ќе повторам, за да можеме да се носиме во конкуренција со другите во земјата, затоа што јас се сомневам, доколку бидејќи нема искрена политика во овој дел према турците, тие заостануваат и стално се кандидати за бидат физички работници, да служат на некој други, затоа што без образование денеска не можете да направите нити кариера, нити да бидете полезни на своето семејство, а камоли на општеството. Тука е значи таа димензија во врска со образованието. Исто така од друга страна,
За жал, инфраструктурни проблеми имаме. Немаме патишта. Немаме амбуланти кај ќе можат да се обратат. Немаме вода за пиење. Може да замислите 21 век, а луѓето немаат вода за пиење. Тоа е навистина недозволено. Од друга страна, бидејќи нема квалитетна вода за пиење, се разбира дека тие се потенцијални жаришта за некои заразни болести. Секоја година имаме жолтица во плачковичките села. И тоа мислам, сериозна држава, према своји сериозни, лојални граѓани, треба да има една државна политика. Од тука ние како Движење за национално единство на турците, како рефлекс на турците во земјата и глас на турците во земјата, ние сакаме да имаме према турците, да има една државна политика. Без разлика која политичка гарнитура на власт, дали А, Б, Ш партија, не е важно, тој да биде во континуитет и да биде навистина во служба на сите граѓани во Република Македонија. Така, што видовте денеска во Карвинци? Каква состојба? Па не можеме да се фалиме, навистина, значи немаме пак, патишта нема. Еве, воз вода имаме проблеми. Образованието не се изведува во значи не можеме да речеме нити оптимални услови. Заостануваме. Чак во некои места видов и некои табли кои можам соодветствуваат за времето 45-та година. Денеска сите ученици со паметни табли се школуваат, се образуваат, нашите немаат врска како тој апарат некако може електронски апарат може се вклучи. Зошто тоа не се мени? Самите турци не бараат или не знаат како да побарат? Јас благодарам, ова навистина е сушинско прашање. Ќе повторам, јас проверив уште еден друг податок, да речеме за разлика во Западот, каде имаме навистина голем процент на несогласување, немири или спротивставености со законите во земјата, немили случаеви, да речеме така, да ги наречам, во Источна Македонија такви обиди нема. Овие се лојални, немаат проблеми со законите, не се спротивставуваат, а особено во никој случај не сакаат да го тужат државата. Така. И ако не сакаат да тужат државата, тоа значи све што ќе биде, како да е од државата, од Господа, па не смее тоа да се промени. Значи во таа смисла ние пред тоа разговаравме, не се во таа мера доволно емансипирани, образовани да можат своите права и слободи да бараат на регуларен начин. Затоа што се подлежни на влијанија, притисоци. Например, денеска приметив, значи и оние да речеме што немаат врска со политичкиот живот во земјата, меѓутоа како некој друг налага, за да опстанат, да заработат некој динар, на овие превозниците им наредува, види, носите учениците, ќе им наредите на татковците, ако не гласат за нас, ќе ве казниме. Тој нема врска, за да не биде казнат, тој влегува во улога на некој си тумаш, да речеме, за да може, или присталица, да може на некоја страна да навива. Тоа не е дозволено. Или да преме на наставниците, доколку вашиот регион нема да изде ваков одреден потенцијал на гласови, вие да знаете дека се под удар, под товар, дека ви престои замена и така нам. Тоа се навистина дозволено. Или например нема лична карта. Да, за да имаш лична карта, ви требаш ови работи да ги направиш, па на тој начин ќе добиш или па возачка дозвола или пасош да речеме. Навистина се невидени притисоци. Да, но се може да се објасни од каде произлегува од самото необразование на турците, имате во предвид дека барем јуручкиот етникум на Плачковица не дозволува женските деца, па и можеме да кажеме и машките исто така, не дозволуваат да продолжат во средно образование. Одат до 8 оделение, тоест до 9 оделение, меѓутоа ретки се тие кои што ги пуштаат собствените деца. Можеби законот сега за задолжително средно образование ги измени тие работи, меѓутоа се уште има семејства кои не ги пуштаат собствените деца на училиште. Јас навистина ви се заблагодарам, ова е многу значајно прашање. Мислам, не е точно дека тие не сакат да се образуваат нивните женски деца. Баш напротив, тие сакат да се емансипираат, да останат на своји нозе, за да не бидат зависни, особено од другиот пол, од машкиот пол, доколку се разбира бидат во брачна заедница. Меѓутоа условите се такви. Вие рековте од 1 до 4 оделение ќе учат во своето населено место, меѓутоа бидејќи нема од 5 до 8 или со сегашно од 6 до 9 место, тие се присилени да однесат на некое друго населено место, централно училиште, тоа за ним представува товар. Бидејќи
Јас, неколку години нема, 10 години... Зошто товар, има бесплатен превоз? Товар затоа што тие немаат доволно информации. Например, не гледаат македонска телевизија. Овие локалните, регионалните телевизии гледаат. Нивните антени се перени према Турција, све што се дешава таму, и тие имаат контакт со тој свет. Со овој свет не познаваат ни поетичарите, ни наставниците, ни обичните граѓани, не знаат. И кога доаѓаат од село град, навистина за ними е тоа, или ако има некој пријател на тој начин се комуницираат, или немаат доволно сознание дали навистина девојчето таму ќе биде безбедна, нема да има проблеми, на тој начин нема, затоа што морало е навистина на високо ниво. Така треба ли да се мени свеста кај самите? Да, јас мислам дека се менува и ние како политичка партија, благодарејќи на Република Турција, кој овозможува да децата учат во Турција бесплатно, со многу добри услови, перфектни услови, се разбира. Последно време имаме голем раст имаме во таа смисла на зборот, и женските деца се вклучени во образованието и многу мина и завршуваат и факултети, меѓутоа за жал и тие што завршуваат заради партиски прилики и неприлики, да кажам, остануваат дома. Еве сега на Штипскиот факултет имаме 3 девојчиња кои завршиле со одличен успех, катедра за турски јазик и женост, меѓутоа дома седат. Така, зошто? Тоа деструктивно делува кај родителите. Значи, покрај ваква инвестиција што вложив ја, да не може сега да најде работа. Така да и државата пак мора да ги вклучи овие деца во овој процес, за да можат да се интегрираат, бар на тој начин да обезбеди на своето семејство стандард кој ќе веројатно ќе биде пример за другите, за да можат на тој начин да се оспособуваат и да се еманципираат. Така да ние како политичка партија и властите од Турција, се разбира, преку невладината организација овде ТИКА, навистина прави максимум напори да се ослободиме од овој товар и навистина и политичката свест, образовна и сите други морални, материјални можности да бидат на повисоко ниво, со што ќе гарантираат да се зачува и културниот, и верскиот, и националниот идентитет на турците на овие простори. Така, да се надобрзам на ова. Не сум слушнала за Карбинскиот регион, но случајно сретнав едно девојче од општина Конче, која што студира на факултетот за медицински науки. Ја прашав зошто студираш факултет за медицински науки, таа ми рече дека таму е еднината. Викам, зошто не студираш турски јазик, тоа ти е полесно? Не, зошто тоа ми е иднината. Зборот ми е дека во одредени подрачја, каде што турците се посвесни, поосознаени, има понапредок. Точно. За разлика, например, во тие региони каде што ретко се посетуваат, ретко се едуцираат луѓето. Мислам, забелешката е на место. Например, голема разлика има меѓу нивото на разбирање на сите работи во земјата од запад, турците од запад и од југоисток, да речеме. Навистина, таму турците се многу организирани преку своји цивилни друштва, преку партиски организации. За жал, во Источна Македонија не можеме така да кажеме дека има солидарност меѓу ними. Да речеме ви сега да имаме јаки цивилни организации кои ќе бидат остануваат номади. Да, за жал ќе бидат рефлексија, тутун произведуваат. Да. Тука уште сега вие само споменате проблеми. Например со тутунот. Вие знаете дека навистина тие се добри тутуно производители, меѓутоа за жал не се наградувани од државата. Слушам денеска 50 динари цена по килограм. И нивните вредност, значи квалитетот на тутунот се оценува само со 4-та класа. Значи ретко нема кај турците да тутунот е оценет со класа од 1-ва, 2-ра или 3-та категорија. А тоа значи дека ако е 1-ва, 2-ра, 3-та, поголема добивка и инспирација, се разбира, предизвик да можат идната година да нешто направат повеќе. Меѓутоа ако со 50 денари се подценува трудот на овие тутуно производителите, навистина тие се во незавидна ситуација, не можат да издржат. Можеби трошковите се поголеми што вложуваат за да се произведе, него од која ќе очекуваат дека на тој начин ќе го прехранат семејството. Значи и тоа е еден последен проблем. Прилог во Ирис телевизија, колешката Јулијана Малинова го правеше токму за тутунопроизводителите, а во овој регион секако тоа е се нели во општина Карници. Таму тој председателот на Сдружение на тутунопроизводители вели дека годинава ќе се сеи помалку тутун, бидејќи
тутунопроизводителите, тоест населението од јуручкиот етникум, се повеќе бараат начин да излезат од државата, да одат во други земји на печалба или пак да поберат азил. Дали го имате забележено тој тренд? Точно, за жал многу турци од овој регион, за жал одат во Турција, особено во тракискиот дел, во Едирне, Бабаевски, Текирда. Тука привремено се запослуваат, со време, бидејќи јас мислам дека се солидаризираат и турските власти, обезбедуваат нешто да можат и да заработат и да носат дома во Македонија, а со тоа се разбира дека се поттикнува и иселувањето. Значи, навистина, една лојална, критична маса, како што се турците во земјата, не треба да имаат проблем со иселувањето. Тие треба овде да живеат, затоа што се богатство на Република Македонија, затоа што и Република Турција е најдобриот пријател на Република Македонија, безусловен, поддржува и на домашна и на меѓународна цена во сите, значи, за интеграција во евроатлантските безбедносни структури во НАТО и Европската унија, но за жал соодветен, адекватен однос, да речеме, како што се пријателските односи, политичките односи со земјата, економските односи не се такви. Кога биле економските односи на ниво како што се политичките односи со Република Турција, јас мерувам дека и доста инвестиции би дошле овде, а со тоа не само турците. Се разбира значи, тоа ќе се вреднува и на домашниот терен, ќе имаат полза и македонците и сите други што живеат во земјата. Тоа е вистината дека Турција е заинтересирана Република Македонија. Македонија ја признава како Република Македонија, како место каде што завршуваат сите мегало идеи за голема, не знам која голема друга опција, тука завршуваат и завистина реалност е за Турција, Република Македонија се срце сака да излезе во пресред во било која сфера, да речеме од општествениот, политичкиот живот, економскиот, културниот. И тука тие ресурси треба да се искористат, добра волја секојаш без разлика на позициите која власт е на позиција, тие навистина пријателските односи сакаат секојаш да бидат на ниво, затоа што тие имаат работа со народот, веруваат во народот и сакаат народот навистина сите оние благодети што можат турските бизнесмени да имаат, сакаат да ги пренесат овде, а со тоа и турците, и македонците, и другите да можат да се исползуваат од овие прилики. Од тука, значи, ќе повторам, јас, имаме образовани кадри од Источна Македонија, меѓутоа како што и вие забележавте, тоа не е доволно за да поседуваат храброст да можат континуирано во основа на уставот и законите во земјата да обезбедуваат правата и слободите на начин како што другите уживаат на други места во Република Македонија. Тоа тешко оди, се разбира, преку организирање, да речеме, политичко, културно, на ниво на цивилни друштва. Меѓутоа, јас мислам дека тој тренд е започнат, од која ќе се освободат од спрегата од големите партии, да бидат нивни војници, сметам дека и нивниот живот ќе биде кога ќе се образуваат. Да, апсолутно. Кога ќе се едуцираат. Затоа видите, значи морам да повторам, образование. Значи квалитетот на наставата засега во овој регион, не само Карбински, Иштипско, Радовишко, до Струмица, таму навистина не ги задоволува. Критериумите не се нити оптимални, велам, така да тука навистина државата треба да чини максимум напори за да може во вистинска смисла на зборот да се носат со конкуренцијата во земјата и да бидат конкурентни на пазарот на трудот во земјата. Не, например, не сакам ова да зборувам бидејќи не е значи пример за ова подрачје, некна во Држилово, видовте Скопско, значи на 20 километри од Скопје, може да замислите, 4,5 месеци поради немање на наставник турците не се образуваат. Не знам. Така, жално, навистина жално. Ама никакво, тоа е катастрофа. Не знам како тука да нема политичка одговорност. Ние се обраќаме до министерот, вика не е моја работа, ја сум префрлил проблемот до министерот за финансии. Затоа што не обезбедил средства за наставник. Па вие правите буџет секоја година, како не може. А од друга страна за 20 други ученици кои учат на македонски јазик, има 7 наставници. Ние немаме ништо против македонците да предаваат тука. Меѓутоа аршинот е, навистина, аршинот е неприфатен.
за 20 деца 7 наставници обезбедувате наоѓате плата, само за 27 ученици не можете да наставник да обезбедите. Тоа не може да се да не се човек огради или да не осуди. Сега не знам како ќе заврши школската година, слушнав денеска дека конечно министерот се огласи дека мора навистина оваа грешка и ќе обезбедиле финансиски услови да се запосли еден таму и да децата почнат нормално да учат. Меѓутоа како ќе добијат со диплома тие, ја не разбирам. Како ќе добијат оценките, сакате да кажете? Тие заостануваат, ние сакале и нечеле, тие заостануваат. Секаде. Не може да се мери нивниот квалитет на образование или примање на тие знања, да речеме, од страна наставници, со оние своји вршници кои учат во други училишта. Така имаше во Црник, имаме случај, например. Имаме на многу други места, меѓутоа сега не е. Така. Еве да ни кажете, во источниот дел на Македонија, жителите од јуручкиот етникум се уште ги имаат оние стари традиции, обичаи кога станува збор за женските деца. Според вас, кога ќе се надмине тоа? Мислам сега вака објективно. Зборот ми е купување, продавање. Да, разбра. Да, некој веќе, значи, толку грубо, значи, не се осудувам да кажам вокабулар продавање, нели? Меѓутоа во многу села тоа е разминато више. Тоа е веќе минато. Навистина оние кои на природен начин се сакаат може да се земаат без никакви надоместоци, пак врз основа на нашата традиција и обичаи се разбива оние поклони што двете страни може да ги разменат. Меѓутоа слушам уште на некои места дека за жал за возврат се бара пари. Тоа е недозволено. Недозволено, ние тоа го осудуваме, затоа што нашите и национални вредности, и верските вредности тоа не го дава за право некој така да се однесува. Од тие причини сметам дека и турците со вакво гледање на работите треба да се вратат на своите сништа, да слезат доле и да кажат дека сме турци, дека сме муслимани, дека во нашите прописи интерни да се тие традиции, такво нешто не може да се деси и дека навистина тоа мора да биде волја на две страни. Меѓутоа, од друга страна се разбира како и секаде, секоја држава ги уредува тие односи и во случај на добри прилики, и во случај на незгоди, се разбира како е начинот, како може тоа се разреши, тоа е општо прифатливо. Не мора, да речеме, да се венчаат кај оџа, ама и државната венчавка исто значење има, како што ако одат да направат, да речеме, по верски објект. Од тие причини, навистина, ние големо значење даваме на породицата, на фамилијата. Значи, една здрава породица, тука почнува. Значи, зачетокот на сите други околности што ќе се развиваат од таму, зависи од една таква здрава породица. Ако породицата во таа смисла на зборот не е добро поставена, се разбира и генерациите што ќе презуват од таму ќе бидат проблематични. Така, продолжуваме со емисијата, но време е за реклама. Открите слободата на новите авантури. Открите го задоволството на успехот во работата. Открите ново значење на животот. Открите нешто подобро. Открите одлични вина. Открите ги и Мако вината. Термосол Кочани, над 25 години традиција, постојано следење и усовршување на колекторите е гаранција за големиот степен на сигурност, квалитет и функционалност. Традицијата продолжува со нови сончеви колектори со грејни вакуумски цевки, кои овозможуваат топла вода до 99 степени, загрејана само од сонце. Водата останува топла во бойлерот повеќе од 20 часа. Заштедата од 30 до 50% од вашите сметки за електрична енергија. Термосол Кочани. Приватна здравствена установа Доктор Органџески Штип. Следење на бременност од зачнување до породување со 5D ултразвук. Прв во Македонија. Ултразвучна еластографија. Најнова метода за откривање на рак на дојка. Лекување на брачна неплодност. Бесплатно инвитро оплодување. Инсеминации.
замрзнување на ембриони и полови клетки. Ние создаваме радост и почеток на нов живот. Приватна здравствена установа Доктор Органџиски Штип. Stand up on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. Изберете го мирисот на сензуалноста. Stand up on your 2 feet, baby. That's how it's Линија got на to француски be. парфеми. Во сите аптеки на Зегин. You want me? Со VIP Combo, комплетно HD искуство со најмногу HD канали, неограничен Fiber Power интернет, неограничена фиксна и мобилна комуникација, за месечна претплата од 1699 денари, заедно со Близу. Повеќе за вас. VIP. Сдружение на возачи Штип. Се на едно место. Технички преглед и регистрација на моторни приклучни возила. Референт од МВР. Продолжување на регистрација. Издавање на регистарски таблички. Одјавување на возила. Проверка на возила во Интерпол. Хомологација. атести, АДР. Меѓународни возачки дозволи. Полномошно. Полиса за осигурување од автоодговорност. Зелена карта и полигон за обука на возачи. Технички исправно возило, безбеден сообраќај. Сдружение на возачи Штип. За топол дом полн со љубов. Изберете мебел од дрво декор. Чувство кое се гледа. 20 години присутен во вашите домови. Дрво декор Каравана. Нема да погрешите. Продолжуваме со емисијата Отворено на тема. Наши ваш гостин во емисијата Отворено на тема е господинот Ердоган Сарач, председател на Движењето за национално единство на турците во Македонија. Доколку имате некое прашање или свое мислење за состојбите на турското население во Источна Македонија, можете да се јавите, повелете на добро познатите телефони кои што веќе ви се и на екранот на телевизорите. Господине Сарач, да продолжиме со она што го дебатиравме во Отворено на тема. Зборувавме за образованието. Меѓутоа, што е со инфраструктурата? Пред самиот старт на емисијата рековте дека има проблеми нели со вода, има проблеми со пат. Меѓутоа, благодарение на ТИКА, барем во овој регион, нешто се прави. Точно. ТИКА навистина заслужува особено внимание, затоа што тој не помага. ТИКА е невладина турска организација за развој и соработка, кој без разлика на вера, нација, навистина е таму каде што има потреба за, како што реков, еманципација, подобар живот, подобри услови, да се разбере светот едноставно. Навистина тие со се срце помагаат, особено ако имаат проекти, во проектите многу вложуваат. Така да Република Турција, немам сега точни податоци, меѓутоа заради блискоста со ними, можам да потврдам дека изградија неколку училишта во Источна Македонија, за кои јас поднесував амандмани во собранието, меѓутоа никогаш во буџетот на Република Македонија не се наоѓаат средства за да можат овие училишта да се поправат. Благодарение на нивната благонаклонност према Република Македонија, тие училишта се завршени, опремени се со најдобра опрема, можна опрема најдобра, и се разбира децата таму навистина имаат услови, оптимум услови да може да го пратат наставата. ТИКА работи на големи проекти, се разбира за обезбедување на питка вода, квалитетна вода за пиење, стадиони особено, па детски одмаралишта, детски училници, ове предшколска особено, за многу проекти, например во Македонија припрема комплет реновирање на Ману,
па неколку судови во Република Македонија, како што е Скопје, Тетово, па и безброј други проекти за кои јас сега не можам подетално да кажам. Еве да ни кажете што во моментов ќе градите. Сега вака, сега на 21 декември минатата година, а пред тоа имавме гости од Испарта, наши пријатели, рекоа посетиле Калабузлу, Штипско, виделе дека таму нема верски објект, а луѓето сакаат да се поклонат, да речеме, на Господа, меѓутоа нема каде. Одлучиле да изградат една џамија, па така да тука имаше некои проблеми, се одлучија да. Имаше некои проблеми, сега се надмина благодарејќи на разбирањето на градоначалникот и се градеше една џамија во Почува. Па овие спонзорите прашаа како се оди таму. Јас реков не е можно, преку џипови, само со џипови можеме. И јас прашав дали вие воопшто боледувате од бубрези, имате камен на бубрезите. Вика председател, зашто ме прашувате? Па реков сега ќе ги кажам. И се качевме на џиповите, отидовме кога се симнавме до местото. Се председател, вие се шегувате со нас. Овде и бубрег паѓа, не камен. Значи таков непроходен пат. Замислете да имате некој случај таму болен, не можете да пренесете до болница. Колку жители живеат таму во Почивало? Околу 40 фамилии, 40 куќи. 40 куќи, меѓутоа без разлика една куќа и две куќи да се, тие се жители на Македонија. Сите дажбини што треба да плаќаат како граѓани плаќаат и се разбира и државата има обврска и према нешто. И на средбата со премиерот на Република Турција, со Давутоглу и со потписатор на владата Нуман Куртулмуш и министер за надворешни работи и за надворешни турци. И јас споменав овој случај, навистина се пожалив, едноставно немаме инфраструктура, немаме во тие села, затоа тие се иселува. Значи одат во Едирне, во Текирда, во Бабајски таму. Ако има пат, навистина, например, не зборуваме за проблемите со мали грла, со големи грла. Тие навистина тоа знаат да прават, меѓутоа немаат разбирање од државите во однос на стимулацијата, одбраната на добитокот да може да расте тоа, да може квалификувано да работат и да живеат од тоа. И например реков, недостасува пат, реков таму. И тој веднаш председател на ТИКА викна до себе, дека тој беше во делегацијата, и го наложувам најитно што може да се направи. И сега денови ја слушам, проектот е готов за 10 дена и за 15 дена ќе почне тендерската документација и ќе се изгради во брза постапка, се разбира, патот од Бучи до Почиво. Значи од таа страна ќе биде решено проблемот. Исто така навестија во разговорите со властите со Турција дека можно е и од другата страна, од Радовиш, да се отвори пат преку Оџалија, преку Кочалја, Али Коч до селото Почила, што исто така многу значено, затоа што ќе може... А Почивало, чие села Штипско, на кое? Штипско, да. Правите пат фактички од општина Радовиш? Радовиш до, точно. Така. Значи, Бучи ми е една карактеристична точка, која знаете. Така, да. Например, тука имаме наоѓалиште на рудари, рударско богатство. Не е пологично Почивало да се спои со општина Штип? Па сега, отколку со општина тие Радовиш? оние што правеле, да речеме, територијалната поделба, тогаш требале да мислат. И бидејќи тука сме кај Бучим, сакам да споменам неколку проблеми тука што има. Значи, по приватизацијата на овој рудник, навистина е рудно богатство. Тие стално се напредуваат, значи одат со производството, така сега да границите сега се косат со единствената чешма, Бунарџи чешма се вика, Бунали тоа е чешма во таа смисла, и граѓаните, мештаните страхуваат дека на тој начин со тресење на тоа подрачје тука од разни динамити и експлозивни средства, се плашат дека ќе изгубат и тоа вода за пиење. Нити властите таму, да речеме, газдите на рудникот Бучим, нити локалните власти, нити државата пошироко, не преземаат мерки да се обезбеди селото трајно со квалитетна вода. Так. Иако што таа вода не е испитана, ама еве, се дозволува тука да се пие. Тоа навистина е голем проблем. Исто така, замислете во нивниот атар рудникот, меѓутоа само 23 има запослени. А тука ја мислам дека околу 200 има запослени. Ако вие користите нивниот атар, так.
и добро заработуваат од тоа место, редно е тие што се најблиску тука да бидат како рудници и други работници што е потребно за овој процес за производство на рудите што произведуваат од тука. Така да и тука немаме разбирање. Тоа е причината зашто луѓето сакаат да се иселат. Значи, јас 100% верувам, вака е на пример, зедов еден пример од Држилово, значи последните 20 години вкупно, значи и приватно и државно, само 4 се запослиле. Со таков третман, да речеме, на како да кажам, на турското население, така. Да, тоа навистина тој мора да биде во потрага нешто да опстане. Веќе сега мода е да оди во Европа, ама сега бидејќи имаат подобри услови во Турција, со јазикот немаат проблеми, се исилуваат таму, Турција е во економски подем. Може ли да не се случи она големо исилување? Не, тоа е исклучено. Тоа е исклучено, тие се други прилики, други можности. Вие знаете дека во народно-ослободителната борба турците највише верувале и се вклучени. Вие исто така знаете дека овде во сите улици имаше по една спомен плоча каде што минува името на еден турчин што се борел против фашистичкиот окупатор, така да тие длабоко верувале во Македонија, верувале во Југославија и така вградиле животите дека ќе опстанат тоа. Меѓутоа, за жал, после 45 година, особено после наводно шпионската афера овој Јуџел што се деси во Скопје 48 година, што 5 беа осудени со смрт и други 18 со доживотна робија, тоа беше представуваше еден голем удар за сите турци во земјата и тоа беше знак да можат да напуштат, да не сакале нечеле да напуштат, затоа што сметаат дека навистина на тој начин не можат да опстанат, не можат да ги чуваат своите верски и национални особености. На пример, и вие знаете, ја мислам, во старите се слушале овде, Аги Беговци биле турците, имале доста имање. Меѓутоа, по значи, режимот што настапил комунистичко, да речеме, тогаш сите работи се општествувале, нели? Со одземање на комбинати, на разни други структури од општествен капитал, и тој од богат човек едноставно останувал сиромаш. Морал да работи во комбинат, а бил беговец, Ага бил, имал 1000, не знам, мали грла, 100 големи грла, сега морал да остапи на комбинатор, а тоа не тој. И тука дошол до израз на вистина, значи вистинската волја за опстанок. Меѓутоа, после тоа, значи особено притисоците од економски и од аспект и верски аспект, натерале турците да бараат засолништа во Република Турција, што исто така сметам дека е грешка и тоа не е добрин за Македонија. Значи присуството на турците навистина ќе беше од големо значење и за стабилноста и за развојот на Република Македонија, затоа што ние искрени пријатели сме на македонците. Не сме имаме јас во гостиве дома сум држал македонец, врвен функционер, затоа што нема можности, меѓутоа од која можностите се возможија да може тој на друг начин да живее, тој самиот напушти. Имаме гледачна линија, се извинувам. Повелете, господине или господјо. Ало? Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Повелете. Дали имате некое прашање или собствено мислење? Ало, добар ден. Так. Ало? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Поздрав до студиото и до гостино. Имам едно прашање. Гледам по телевизиите митинци оно, дали избори ќе има, што е работа до господинот прашање? Добро, ви благодарам. Благодарам многу. Ваше мислење или ваш став за состојбата на турското население во источниот дел на Македонија, дали имате? А се исклучи гледачот, повелете. Да, би многу сложено прашање, навистина. Значи, прво не зависи тоа од нас. Значи, моментална ситуација во Република Македонија неизбежно е, мора да потребиме речни дека се работи за една политичка криза. Ова политичка криза мора да се реши на начин како што се решаваат во сите културни политичко воспитани земји, да речеме, со политичка култура која навистина треба да има една членка кандидат за Европска унија. Прво, значи, има еден агол на гледање или една димензија, тоа бидејќи е покрената постапка, кривична постапка, мора судските органи да решат, да кажат што е точно, што не е точно. Значи, има една предпоставка, има аргументи, значи, судот,
правосудство во Македонија треба да каже својот збор. Втората работа е што и овие што се на власт треба да сносат одговорност. Не е можно, да речеме, политичка партија која раководи со државата, а овозможува не знае дека се слушаат. Дека стратешките работи за кои сметат дека е од посебно значение за државата, обстановката на државата, тие не се сигурни во тие податоци. Некој други поседува и на секој начин може тоа да го манипулира. Значи, према тоа, вие не покажувате капацитет дека во сигурни водите државата или носите државата. Од тука политичка одговорност не може да биде исклучена. Мора да има политичка одговорност. Зашто дошло до вакви случаи? Без разлика дали има ли избори третата работа од кога овие работи ќе се некако пегла, да речеме, во најдобро решение ќе се пегла, тогаш мора да има политички диалог меѓу двете страни. Так. И позицијата и опозицијата, а како стоја сега работите, ако се утврди одговорност на властите, а ќе се утврди веројатно од овие голем број на докази, тогаш веројатно со државата треба да раководи некоја техничка влада или како сакате кажете, природна влада што ќе овозможи услови за да бидат изборите. Меѓутоа јас сега брзо не верувам, затоа двете страни треба цврсто на позициите. Од кога ќе почне диалогот со посредство на меѓународна заедница, доколку е искрена, доколку не се однесува како што порано се однесуваше, тогаш навистина можеме да очекуваме разбрска во интерес на државата Македонија, без разлика на која опција припаѓаат и кои се на национална вреска и политичка определеност, бидејќи ваква една соработка меѓу позицијата и ОБС е потребна за иднината Република Македонија. Така, имаме гледач на линија, повелете. Добар ден. Прашање и поздрав до телевизијата и до гостинот. Јас се јавам од Белчево. Интересираме дали те господинот партијата има во програмата нивна нешто околу образованието и решенија за нас турците во Источна Македонија. Добро, ви благодарам. И навистина многу во прашање. Значи, нашата програма во однос на турците образованието се заснема на законите и уставот на Република. На уставот и законите во Република Македонија. Значи, согласно на уставот и законите во Република Македонија, на турците е обезбедено, гарантирано образование на турски јазик. Значи, ние во секоја средина, без разлика, особено во Источна Македонија, посебно сакаме да поттикнеме и помогнеме по секоја смисла на зборот, меѓутоа првиот потез треба да направат родителите, да поднесат барања до подрачните единици на Министерство за образование, за да почне постапката за реализирање на настава на турски јазик. Значи, навистина имаме програма, секоја година поднесуваме до Министерството, меѓутоа треба поддршка од родителите. Еве, господине Сарач, да се навратиме на актуелните состојби, политички состојби во земјава. Ги имаме бомбите, рековте за избори дека треба да има некоја разврска околу овој случај. Политичките партии се на терен, ВМРО преку митинзи, СДСМ преку бомбите. Помалите партии се спремаат ли за избори? Па видите, неминовно, ова е работа на политичките партии, навистина, и затоа што ние сакаме навистина да се поправи состојбата и имиџот за Република Македонија. Да се поправи, ако сакаме навистина вистински да се поправи имиџот за Република Македонија, да овие, особено вие новинарите, да сте малку послободни, похрабри, да можете да зборувате за вистината повеќе без разлика колку ќе погодите, да нема притисок врз новинарството, врз слободното изразување на мислењето, да нема притисок врз јавните службеници, запослените во сите јавни предпријатија, да се ослободат, да бидат навистина критизери и она што чини да фалат, а она нешто не чини навистина да кажат за аргументи, може. Да, врз основа на аргументи. Се разбира врз основа на аргументи. Јас сега вака искрено прв сум во прилика вака да кажам дека јас особено ценам раброста на господинот Заев. Затоа што навистина треба да поседувате политичка волја и раброст за да изнесете вакви работи. Јас не верувам, и можеби и во минатото имаше голем улог. Од друга страна имаме тужби против него. Да, имаме. Затоа велам прво мора судска разврска да има.
Значи, обвинителството мора да каже во основа на кои документи тоа ќе покрене. А докази се доста понудени. Значи, доказите треба сега да се докажат дали се веродостојни, не се веродостојни. Што има точно, што нема точно. Да се слушаат сведоците или обвинетите и така натаму. И тоа е голем процес. Македонија со ова судство, да речеме, сега можеби е незгодно, ама овде во Република Македонија, во Источна Македонија, например, ние турците се плашиме да одиме на суд. И кога 100% сме во право, ние губиме судот. Затоа што немаме позади пријатели. Имам еден случај овде, еден наш пријател, кој беше судството треба да биде независно. Не, во состојба на закон, и на докази како што е. Имаме еден случај овде во Штипско, каде му е одземен камионот. Јас разговарав со државниот обвинител и покажа случајот. Значи, камионот му е одземен во затворот Штип овде на чување, додека се заврши постапката. Тој во постапката доби судот, дека исправно е задржан од страна на полицијата, бидејќи не е направено соочување и така натаму. Кога отидовме камионот да го подигнеме од затворот, ги нема тркалца, ги нема тркалата. Кој е надлежен да чува? Ние сме повериле имото, значи на чување на државата, државна установа. Или после тоа сега пак добива, сега кога се жалевме кај обвинител, вика Зврлевски господ, вика, јас во правост вие треба да тужите државата. Јас не памтам дека некој тручен тужел државата. Не сега се тужи. За нас државата е навистина икона. Значи све е државата. Не смееме да се оспориме државата. Затоа државата треба и посебно да води грижа за ваков тип на луѓе, нација, да речеме, како што сме ние турците, да овозможи да можат да слободно дишат. Затоа за секој случај, ова за секој зборувам, дека за нас турците е најважно да работи правната држава. Така. Правниот систем. Правото да владее. Ако владее правото, ако демократските институции на системот имаат капацитет да реализираат законите и уставот Република, ние не се плашиме од ништо. И можеме многу коректно да се однесуваме, а пак ќе останеме да вистина ние Македонија сакаме како наша држава и татковина. Ние озбилните вака што се во нашите организации, политички партии, политичка партија во наша, да речеме, ние не размислуваме во таа смисла на зборот да некаде можеме да се иселиме, да најдеме подобро место. Ние сме родени овде, сме жители на Република Македонија и тука сакаме да уживаме сите права и слободи. Имаме во Штип многу студенти од Турција. Точно. Како ќе го искоментирате тоа? Зошто доаѓаат младите од Турција овде да се едуцираат? Вие знаете дека во Турција денеска има околу 136 универзитета. Ти имаат голем избор таму да студираат, меѓутоа има и доста големи критериуми, доста тешки критериуми. Оние што не можат да ги исполнат тие критериуми за таа дотична година, вака бараат можност на овој начин да се образуваат и Штип во таа смисла на зборот им нуди добри можности. Овде, особено во Штип, во последно време што ни паѓа во очи, значи покрај тие солидните односи меѓу Република Турција и Македонија, некоја група на студенти сакат овие односи да фрлат сенка. Например, во Кобани, во Араб, таму местото што кога во Сирија, имаше протести во Македонија, што е недозволиво. Тие се дојдени овде да учат, да се образуваат и да зајакнат односи меѓу Република Турција и Македонија. Зашто ние новинарите ги искоментиравме дека тоа е сепак демократско право на еден човек? Демократско право, ама сепаристичко тоа право. Не може да биде демократско право да му одземете вие на некој друг право. Значи тоа во рамките на демократијата да, ама вие осудувате на држава, матична држава од туѓа земја. Тоа не може. Ви одите во Турција, таму организирајте се, излезете пред прес, што сакате да кажете, ама вие да вовлечете една земја во една војна од која ништо нема да добиете, тоа навистина тоа е како да сте во служба на други туѓи сили, а не за својата матична земја, затоа што тие како граѓани на Република Турција ги уживаат сите права и слободи во Турција. Така, тие самите си кажаа дека се курди. Да, па ние не разликуваме од таа, ние зборуваме за граѓанските права. Нели? Така. Ако се курди, нека одат таму, нека се борат, нека ослободат, нема проблем. Ама сега се покажа дека Турција е било во право.
Нека немаше потреба да интервенира, затоа што се работи за едно подрачје каде никој за 2 дена не може да предвиди што ќе стане. Така. Еве кон крајот сме на емисијата, да ни кажете која е поентата, која е пораката, вашата порака до граѓаните на овој дел од Источна Македонија? Јас вака, сега, навистина, јас многу високо ги ценам односите на турците со македонците во овој регион. Турците во многу места се навистина во, така да употребам термин, големо малцинство. Така. Под големо малцинство се разбира дека навистина во мерки и размери кои се не можат да се мерат, да речеме, со некои други параметри, него во однос на тоа дека овде тие се родени, овде живеат, дека овде имаат пријатели, дека треба да им се овозможи навистина на тој начин слободно, без притисоци да можат да живеат овде. Тоа ми е првата порока, ќе повторам. Овие граѓани никогаш не го нарешиле јавниот ред и мир во Република Македонија. Никогаш немале проблем со полицијата. Никогаш не се присталици на некои афери. Не учествувале во разни дејанија, да речеме, кои се од интерес на сите, али не против државата. Од таа смисла на зборот, пак ќе повторам, тие се лојални и заслужуваат посебно внимание, затоа што живеат во ридско-планински делови, каде што навистина државата уште покрај сега, да речеме, овие новите 25 години не овозможува инфраструктурна оспособеност на подрачјата, нема образование на начин како уживаат сите други граѓани, немаат услови за нормално живее, немаат вода, немаат патишта и други работи, не се запослени, не се вработени, тие се навистина големи аномалии кои сакале и нечеле притискаат луѓето да бараат решенија на други начини. Јас сакам да остане тие мирни. Ние како политичка партија ќе направиме максимум да тие услови и таму се создават, за да се осеќаат како своји на своји места и да се разбира, афирмираат и турците овде и добрососедските односи со македонците. Јас ќе повторам, Македонија е нивна земја, татковина и тука мора да најдат навистина во вистинска смисла на зборот начини на кој ќе можат безусловно да живеат како што живеат и сите други во земјата. Ви благодарам. Исто така, можеби, да, за на крај, јас ви благодарам, навистина ми дадовте оваа прилика, затоа што ретко се вакви емисии, ретки се, каде можеме директно да се осврнеме, да речеме, на практичните проблеми, оние што тиштаат турците во земјата. Значи, пред се ги замолувам овие политички партии да престанат да вршат притисок. И затоа украдат волјата на која страна тие треба да се наслонат. Да дозат тие знаат најдобрата страна. Сигурно нема да грешат, затоа треба да се ослободат од такви притисоци, за да можат мирно со своја глава да решаваат за нивната иднина и судбина во заедничката татковина. Така, ви благодарам на разговорот. Јас посебно ви благодарам, уште еден пат најсрдечно поздравувам сите гледачи на телевизија Ирис. Така. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Отворено на тема на Ирис телевизија, која оди секој ден веднаш по вестите во 17 часот и 30 минути. Наши ваш гостин беше Ердоган Сарач, председател на Движењето за национално единство на турците во Македонија. Ви благодариме на вниманието и секој добро.